Сведоштво за континуитетот на македонскиот јазик, а со тој и на македонскиот културен и јазичен идентитет, кој низ едно опсежно истражување успева да даде приказ на непрегледното богатство на македонскиот јазик и неговиот лексички фонд неколку векови наназад. Станува збор за тематика која што е многу малку истражувана досега, па со тоа дава сериозен материјал за домашната, но и за науката на меѓународен план, забележа академик Живко Попов, председател на МАНО. Авторите, преку компаративните табели на лексемите кои се појавуваат во Слепченскиот патерик од 14-тиот и потоа во ракописите од 19-тиот век во делата Огледало од Кирил Печиновиќ и различни поучителни наставленија од Јоаким Крчовски, направија историски пресек на јазикот низ повеќе векови, осветлувајќи го местото на македонскиот јазик на европската и светската лингвистичка карта од една позначајна перспектива. Делото "Континуитетот на македонскиот јазик" на наградените автори професор доктор Михајло Марковиќ и професор доктор Сонја Новотни ја документира и еволуцијата на македонскиот јазик. Во време на брзи промени, ваквите признанија потсетуваат дека вистинските вредности се трајна категорија, додаде академик Попов. Проектот е објавен во време кога македонскиот јазик е негиран. Од тука ова дело е со исклучителна национална важност и е безвремено. Бидејќи нападите на македонскиот јазик траат со векови, а се засилени денес, со наградата што денес ни ја врачивте, давате поттик и застанувате во одбрана на науката и аргументите. Ова дело представува прв том од планираните 3 тома обработен материјал за континуитетот на македонскиот јазик. Делото ја обработува врската помеѓу старите текстови и современиот македонски јазик. Системски ја документира неговата еволуција, ја анализира структурата и употребата и ја истакнува неговата улога како носител на културниот и националниот идентитет, забележа министерката Јаневска во рамки на своето обраќање на свеченоста.